Вчера на свечена церемонија во Македонската опера и балет град Скопје ги додели наградите 13 ноември како благодарност за луѓето кои со својата работа, знаење и човечност ја продолжуваат борбата за подобро Скопје. Овој ден е символ на преродба, на духот, на достоинството и на вербата, дека ништо не е посилно од народот што верува во својата слобода. Нашата задача денес е јасна, да го изградиме Скопје повторно гордо, достоинствено и современо, истакнува Ѓорѓиевски. Да го направиме град што ќе биде пример, уреден, зелен и безбеден, град што ќе дише, што ќе спојува, што ќе инспирира. Да го направиме Скопје град што ќе им служи на луѓето и ќе им дава причина да се гордеат што се негови жители. Денес, покрај сеќавањето, даваме признание и на оние што денес го градат духот на нашиот град, порача градоначалникот Ѓорѓиевски, упатувајќи честитки до добитниците на традиционалната награда. Овогодишни добитници на наградата од областа на публицистиката се доктор Маријан Патлиџанковски во делот на образованието и воспитанието, магистер Весна Недановска. Од областа на културата, јавната установа Градска библиотека Браќа Миладиновци Скопје и Сузана Марковска. Од областа на науката, доктор Маријан Бојаджиев. Од делот на уметноста Димо Илиев, од областа на здравствената заштита професор доктор Марија Јовановски Срцева. Од областа на социјалната заштита Делвина Крлуку, за спортот и физичката култура Зоран Михајлов и Христијан Јанев. Од категоријата лице од друга држава доктор Волфанг Давид и од најмладите Андреј Тасиќ. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски информира дека тревната површина до трговскиот центар Капитол Мол повторно ќе биде целосно отворена и вратена на користење на граѓаните. Утринава започна отстранувањето на објектот кој со години беше поставен на тревникот покрај булеварот Јане Сандански. Овој објект функционираше врз основа на решение за поставување урбана упрема, издадено пред 10 години од град Скопје, чија важност е истечена. Бидејќи објектот нема важечко одобрение, тој ќе биде целосно демонтиран и просторот конечно ќе се ослободи за користење, истакна Митевски во објавата на социјалните мрежи. Тој посочи дека по отстранувањето општината ќе пристапи кон уредување на локацијата со современа урбана упрема, зелени површини и ново модерно детско катче. Додаде дека со овој чекор тревникот повторно ќе стане пријатно, безбедно и заедничко место за рекреација, игра и дружење, токму онака како што заслужуваат жителите на Аеродром. По повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, општина Центар го организираше фестивалот на Симити Погача во срцето на Скопје, пред муралот на Горан Стефановски во Одебар Мало. Посетителите имаа можност да дегустираат скопска симит погача и други домашни специјалитети, подготвени од активот на жени пензионерки од Центар. Во богатата програма учествуваа пензионери од Сдруженијето на пензионери на општина Центар, ученици од основните училишта, членови на Сојузот на борци, како и представници од културата и уметноста. Фестивалот на Симити и Погача е посветен на нашето Скопје, но пред се на човечност. Средствата собрани од хуманитарниот базар ќе бидат донирани за Сдруженијето Супорт Кочани. Да ја почитуваме традицијата на Центар преку својата автентичност, домашните вкусови, сплотеноста и заедништвото, порача градоначалникот Герасимовски, заблагодарувајќи им се на учесниците. Во рамките на настанот, општина Центар додели и пофалници за најдобрите ученички литературни творби посветени на Скопје. Во рамки на активностите за подобрување на комуналната инфраструктура во општина Илинден се реализираат градежните работи за поставување и монтажа на препумпен уред во населеното место Илинден. Овој препумпен уред се поставува во најнискиот дел на Илинден, ќе ги зафати водите од фекална канализација на улицата 19 и припадните краци кои се наоѓаат на оваа улица. Препумпниот уред ќе представува собирно место од повеќе улици, од кои дел веќе имаат фекална канализација, но и улици каде во наредниот период ќе се работи на изградба на фекална канализација, известуваат од општина Илинден.
Увид на градежните работи на терен направи градоначалникот на општината Александар Ѓорѓиевски, кој истакна дека отпадните фекални води од овој препумпен уред ќе се препумпуваат во веќе изградената пречистителна станица во населба Илинден и истите ќе се пречистуваат во станицата. На овој начин се овозможува комплетно зафаќање, одведување и прочистување на отпадните фекални води, што представува наша приоритетна заложба во насока на обезбедување квалитетни услови за живот на нашите граѓани, како и подобрување и унапредување на животната средина, се додава во соопштението на општина Илинден. Градоначалничката на општина Кисела Вода Бети Стаменковска Трајковска денес изврши увид во градежните активности за уредување на речното корито на Мала Рада, каде во напредна фаза се изградбата на подпорните ѕидови и уредувањето на самото корито. Проектот се реализира со средства обезбедени од владата на Република Македонија преку програмата за капитални инвестиции финансирани од унгарскиот кредит, за кој општина Кисела Вода аплицираше и доби одобрување во рамки на поддршката за општински проекти. Реката Мала Рада се протега дуж целото село Драчево, пред незиното влевање во реката Вардар во должина од околу 2,5 километри. Рехабилитацијата на бетонските профили и санацијата на подпорните косини ќе овозможат поголема пропусност на водотокот и значително ќе го намалат ризикот од поплави, особено во зимскиот и пролетниот период. Градоначалничката Стаменковска Трајковска истакна дека општина Кисела Вода останува посветена на континуитетот во реализацијата на капитални проекти кои создаваат подобри услови за живот на граѓаните. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно